Добар ден, драги ученици! Јас сум Марија Панова, наставник по математика во Основното училиште Никола Вапцаров Струмица. Денешна наставна единица е правоаголен триаголник. Правоаголен триаголник е триаголник што има еден прав агол. Страната на триаголникот што лежи спроти правиот агол е најголемата страна во триаголникот и ја нарекуваме хипотенуза. Другите две страни ги нарекуваме катети. За триаголникот ABC на цртежот, страната AB е хипотенуза, додека страните BC и AC се катети. Да решиме сега неколку примери. Пример 1. Именувај ги правоаголните триаголници и соодветните хипотенузи. На дадениот цртеж забележуваме два правоаголни триаголници. Првиот правоаголен триаголник е триаголникот ABD, каде што соодветна хипотенуза е AB. Додека вториот правоаголен триаголник е триаголникот ADC и соодветната хипотенуза е AC. Пример 2. Именувај ги правоаголните триаголници и соодветните хипотенузи. На дадениот цртеж исто така забележуваме два правоаголни триаголници. Правоаголниот триаголник ADC има соодветна хипотенуза AC, додека пак правоаголниот триаголник BDC има соодветна хипотенуза BC. Во примерот 3 имаме цртеж на кој што е прикажан правоаголник и тој е поделен на два правоаголни триаголници. Првиот правоаголен триаголник е триаголникот ABC со соодветна хипотенуза AC, додека пак вториот правоаголен триаголник е ADC со соодветна хипотенуза AC. Во четвртиот пример имаме повеќе правоаголни триаголници. Ако го разгледаме правоаголниот триаголник MSQ, ќе забележиме дека неговата соодветна хипотенуза е MQ. Потоа, правоаголниот триаголник QST има соодветна хипотенуза QT. Следен правоаголен триаголник е триаголникот PTN, кој што има соодветна хипотенуза NP. И последниот правоаголен триаголник на овој цртеж е триаголникот QPT со соодветна хипотенуза QT. Обидете се да решите слични такви задачи за вежбање. Ви благодарам на вниманието.